Вреди постапките на Европскиот фронт. Законот за бранители повторно блокиран на матичната комисија. Претеничката од владеачката коалиција вреди Имрлие Фетај Салиу. Постапките на Илире Даути од албанската опозиција не дозволи законот да се најде на дневен ред, додека како што рече, во него не се вклучат и борците на УЧК. Прва точка од дневниот ред да се додаде законот за посебните права на дополнување и изменување на законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и на членовите на нивните семејства по скратена постапка. Ние како коалиција Авлен нема да дозволиме да се стави предлог на законот за бранителите на дневниот ред без да бидат опфатени и припадниците на УЧК. Мислам дека секоја дебата после ова не е потребна. Опозицијата премолча зашто Гаши задолжи пратеничка од власта да председава со оваа комисија, која според договорот треба да и припадне на опозицијата. Од пратеничката група на СДСМ за телевизија 24 вела дека ќе останат на ставот дека комисијата нема да дозвола да работи, додека законот за бранители кој го поднесе нивната пратеничка Славјанка Петровска, а за кој ВМРО ДПМН ја гласаше потребата, не се најде на дневен ред. Според извори од мнозинството, утре власта повторно преку претеничката од вреди ќе се обиде да не дозволи дополнување на дневниот ред, повикувајќи се на тоа дека комисијата ја закажува Африм Гаши и дневниот ред не може да се менува и да го истурка актуелниот без оглед на противењето на опозицијата. Втората опција е измените на законот за пензиско и инвалидско осигурување да влезат во редовна постапка, пошто според одредени извори евентуално би се направило обид меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ за договор, односно законот да биде прв, а бранителите втори на дневен ред. Според информациите на власта, овој закон е битен бидејќи со него владата планира да иземе околу 10.000 лица кои што живеат во странство, а земаат некаков износ пензија од земјава на странска сметка од покачувањето на пензиите.